Почитувани основачи и собственици на Айтигма, почитувани вработени, почитувани присутни, денес сме во посета на една од најуспешните македонски компании, која што се занимава со софтверски и со консултантски решенија и кој што ги нуди не само на домашниот пазар, туку и вон границите на нашата држава. Оваа успешна приказна и успешен бизнис модел на Айтигма, Друштво за компјутерско програмирање и консултантски услуги, трае веќе 14 години. Компанијата денес брои над 120 вработени, и тоа со канцеларии тука во Скопје, во Република Србија, меѓутоа и во Обединетите Арапски Емирати. Им честитам навистина на успехот кој што го имаат постигнато со нивните софтверски решенија, со нивните систем интеграцијски решенија. Айтигма успешно ја представува нашата држава и во Соединетите Американски држави, пред клиентите кои што ги имаат таму, и во земјите од Европската Унија, меѓутоа и во Англија, во Австралија, во Канада и така натаму. Тие работат навистина во најразвиените сектори на денешницата, во областа на телекомуникациите, во областа на финансиите, во областа на банкарството, и навистина представуваат компанија која што не само што е брзо растечка компанија на нашиот пазар, туку представува и место каде што младите можат да се развиваат и да се подготвуваат за индустриите на еднината. Исто така Айтигма ја користи и можноста да добие подршка од државата, и тие се корисници на финансиска помош од 95.000 евра, кои што ги реализираат преку планот за инвестиции во периодот 2020-2024 година, и тоа во вложување во паметни објекти во кои што работи нивната компанија, како и во друга опрема и нематеријални средства, кои што им помогнале да ги зголемат своите приходи во 2022 во однос на 2021 година за 11,4%. Навистина, самото присуство овде во компанијата буди чувство на восхит и на позитивна енергија, бидејќи навистина се работи за компанија која што има голем број на вработени, експерти во својата област, во IT индустријата, и ова е начин на кој што нашата држава се приближува и надминува дури и многу држави во делот на развојот на телекомуникацијски, финансиски и други софтверски решенија. Кога зборувам пак од друга страна за приоритетите на владата, тогаш многу јасно е дека зачленувањето во Европската Унија е врвен приоритет на државата. Тоа е начин на кој што ќе создадеме можност за компаниите да раснат на заедничкиот пазар на Европската Унија, да имаме задоволни граѓани кои што ќе работат во компаниите тука во нашата држава, а не да работат во компании надвор во државата, во други земји на Европска Унија. И навистина, кога ќе се види искуството на вакви компании кои што работат и кои што подготвуваат софтверски решенија за земји кои што ги сметаме за поразвиени од нас, тогаш може со гордост да кажеме дека и нашата држава може да се носи рамо до рамо со оние за кои што до вчера сметавме дека се поразвиени од нас во многу делови, меѓутоа денес потврдуваме дека можеме да се носиме со сите. Денес Северна Македонија веќе не е земја на ефтина работна сила. Големиот број на странски инвестиции и зголемениот број на отворени работни места се најдобар показател дека нашите вработени се исклучително вредни, образовани и се препознаени кај инвеститорите како додадена вредност во нивните бизнис процеси. Минатата година ја заокруживме со над 750 милиони евра странски директни инвестиции, отворени се 2300 и над 2300 работни места, бројот на вработените во технолошко-индустријските развојни зони веќе надмина 17.000, само од 2017 до сега се 10.000 нови работни места. Радува фактот што новите работни места имаат плата која што е над просечната плата, и тоа е причината зошто платите во државата раснат. Тоа возможува да растат и минималната плата, да расне и просечната плата, со тоа раснат и пензиите, и со тоа го зголемува животниот стандард на граѓаните. Што се однесува до домашните компании, во текот на 2022 година државата инвестираше 23 милиони евра во директна помош за инвестиции на нашите компании, тоа на над 410 компании, според Законот за финансиска поддршка на инвестициите. IT компаниите се една од практично движечките индустрии и најголеми корисници на државната помош.
Покрај компаниите се разбира од преработувачката и прехранбената индустрија, од текстилната индустрија и од фармацевската и автомобилската индустрија. Ние покажавме и во време на криза голема одговорност како влада, со голем пакет на 760 милиони евра антикризни мерки. Успеавме да помогнеме и на граѓаните, меѓутоа и на компаниите да ја задржат ликвидноста и со тоа да ги задржат и работните места. И затоа денес имаме 8% намалување на навработеноста и 9,5% зголемување на вработеноста во државата, што само го потврдува фактот дека државата економски расте и се развива. Јас се надевам дека оваа успешна IT компанија ќе биде поттик и пример за многу нови предприемачи, за нови инвеститори во државата, меѓутоа и поттик за младите луѓе да одберат образование и да одберат своја професија за еднината, која што ќе биде дел од оваа индустрија. Ви благодарам и сакам да се заблагодарам уште еднаш на вистина за убавиот пречек од сите вработени и менеджментот на IT-ма и да им посакам многу успех на личен и на професионален план во иднина. Ви благодарам.